четврто делење. Линче! Дечки, здраво! Продолжуваме! Што кажеме, здраво кажавме пред некаде час и половина, 2 часа некаде да доменда. Повторно здраво за предметот. Кој предмет? За предметот математика, Математика, најзабавниот и Много ми е најмислен. забавен мене. Како не е забавен, види денеска ќе делиме цветови на пример. Ајде! Цветови, одлично. Денеска сега ќе го реализираме часот по математика за четврто одделение. Истата наставната содржина е делење со остаток, кој што таа наставна единица има во учебникот за четврто на страна 99. Можеме тука да погледнеме на сликата. Имаме што, Лина? Риби? Риби, така. А што се случува со рибите? Што е ова? Фатени се во Риби се мрежа. ставени во мрежа некако. Така. Рибите се поделени во колку мрежи? 1, 2, 3, 4, 5 мрежи. Така, рибите се поделени во 5 мрежи. А колку риби имаме во една мрежа? Дали можеме да изброиме? По 6. По 6. По 6. Така, но нешто ни останува тука долу. Што е тоа? Па 2 рибчиња кои што не се во мрежа, кои што пливаат слободно. И Так. треба да пливаат слободно. Така, тие 2 рибчиња во оваа задача велиме дека се остаток затоа што не се во мрежата со другите рибчиња. Така. Така, значи денеска ќе учиме, односно ќе го прошириме тоа што го учевме во второ одделение за делење, само сега ќе го представиме и математички, односно ќе делиме писмено. Што направи тоа Маја? Колку рибчиња имаше Маја? Имавме 32 Имавме 36, 32 рибчиња. рибчиња и ги Поделени поделивме на 6 групи или во 6 мрежи. во 6 мрежи, биле уловени и добивме Колку групи? Лина, колку групи добивме? 5 групи. и како го добивме тоа? Ако Пет? има 5 групи, Ако има 5 групи, тогаш имаме 5 и 2 по остаток. 6 е 30. Може јас да пишувам. Ова рацете ми се. Не, ќе одземеме. Еве вака, 30 сега. го запишуваме по Само момент. 32. 30 така? Да, по 32 го запишуваме и го одземаме. Добро, минус, сега Да. малце го ама вака еве сметате дека 32 и онда тогаш имаме 2. И сега 2 дали можеме да го поделиме со 6? Не. Не можеме, затоа овдека ќе имаме Остаток остаток 2. 2. Остаток 2. Како би направиле проверка на ова? Со тоа што ќе го помножиме, 6 по 5 и плюс ќе додадеме 2. И ќе го додадеме, ајде. Значи вака, 6, по, вака, 5, плюс 2, Додаваме остаток. Да, ама нема да добиеме така 32. Ама За тоа да е направиме проверка, треба 5 да го помножиме по 6 и да го додадеме 2. отпосле. Па добро и вака нема да излезе, прво имаме операција множење, ама добро, тоа е за повеќе. А ова е x? Тоа е множење, да. Аха, добро. Така Извини, го. јас помислив дека е плюс. Не. Значи 5 Значи помножено со 6. Па така и го направив до доменда, само што иксот ми е Не, напише 6 помножено со 5. 5 помножено со 6. 5 помножено по 6 во случај воопшто не игра улога, затоа Да. што било кој множител да е прв или втор, производот Изото е е секогаш 6. ист и Ева плюс 2 ќе добиеме. еднакво, значи 6 по 5 е 30, ако да го направиме и таква операција. Да, еве, 30 30 плюс плюс 2 2 еднакво на 32. 32. Точно. Овде можеме да видиме и предност на операции. Значи, во еден броен израз, најпрвин се множи, а потоа се собира. Значи, во математиката има млади и стари знаци. Во автобус, кога се возиме, повозрасните, ако стојат, младите стануваат, тие се со предност. И во математиката, ако во изразот сретнеме множење и делење,
Тие се стари знаци, им даваме предност, а потоа се работи собирањето и одземањето. Да го избришам ова. Да. Сега де до мене, затоа што е пролет, јас ке те замолам, еве да замислиш дека си бил во градина и во 3 соби треба да ги поделиш, во 2 соби треба да ги поделиш цвекињата. Овие цвекиња? Да, и треба да бидат подеднакво. Значи те молам, подели ги во 2 вазнички. Ајде да ги И поделам. провери дали ке ти остане нешто. 2 вазнички? Да, сега во 2. Еве 2 вазнички. Еве еден цвет тука, еден тука, еден Треба да има подеднакво. еден тука, еден тука, еден тука, еден тука и еден остана за вас, повелете. Најубавиот за мене. Значи колку цветови поделивме? Еден, два, три, четири, пет. Во двете вазнички. Во двете вазни по 5. Значи поделивме 10 цветалина. Не паса. Пробај со ова. Да Не, пишуваш. подобро е вака. 10 Цвета ги поделивме на на 2. 2, да, Во 2 вазнички. во 2 вазнички и ги однесовме во собите и ја внесовме пролетта дома. Така, и имавме 5 цвета, по 5 цвета во секоја вазна. Во секоја вазна. Значи ова е делење без Остаток. остаток. Сега ќе го замолам дедо Менде сето тоа да го направи во 3 вазнички подеднакво. Да, во 3 вазнички подеднакво. Само наставнички не се вртите со да. грб, така. Ево уште едно. Тоа е долго ќе прави проблем. Апа. Тоа остаток ќе биде. Еден, два, три. Еден, два, три. Еден цвет тука, еден тука. Колку ќе се израдува бабата. Еден тука. Опа, Линче. Ама треба да имаат ист број. По изброј се мисла. По Мислам, изброј, ајде да видиме дали се со ист број. Да, со изброј се со изброј наставнички. се. Сите внатре се Сите по три вазнички 4. имат по 4 цвета. А сите 3 вазнички имаат по 4 цвета. Така. Значи 12 Линче. поделено на 3 е 4, затоа што 4 по 3 е На 12. еднакво на 12. 2 минус 2 е ништо, 1 минус 1 Ништо. Значи резултатот е точен. Да, резултатот е точен. Сега ќе ве замолам да ми помогнете малку. Еве да си поиграме малку. Може? Може! Дедо Менде, овде имаш бројчиња. Да! И сега ќе те замолам од тие бројчиња одбери 2 цифри. 2 бројчиња да ги кажам на глас. Не, искини 2. Аха. Добро. И уште едно. И сега, кој број? Искина 2 цифри, така? Кои Да. се цифрите? 9 и 4. 9 и 4. Сакаш да ги напишеме како број 94 или како 49? 94. 94. Како? Вака. Ајде. Како 94, те молам Дедо Менде, извади уште една цифра. Уште една цифра. Да. Да видиме со кој број ќе го делиме. Со кој број да го делиме? Со кој број да го делиме? Со 4. Да го делиме со 4. Значи, Дедо Менде како успеа најтешката задача да ја Да, постави. да го минда. Тешко е ова. Тешко е ова. Ајде сега да видиме колку треба, значи 4 еднакви пати да се содржат во 94. Да. Колку пати 4 ќе се содржи во 94. Значи, идеме со првото 2. бројче. 20 и... Чекај, вака ќе направиме. Полека да одиме. Полека, Така. полека. Сега 9, првата цифра, Да. ќе ја поделиме со 4. 4. И ќе се запрашаме колку пати 4 оди во 9. 2 пати. 2 пати. Ќе напишеме 2. 2. И понатака, што правиме? Имаме остаток од ова затоа што се 2, ама има И уште еден број. еден број. Значи мора 2 да го помножиме по 4 и ќе добиеме Добиеме 8. 8. И тогаш имаме разлика
ова кога ќе го измимаме 1. 1 и сега ја спуштаме Четворката тука. Па Не. добро, Го четворката делиме е да, со- со 4, со 4. сака само за да биде Да. полесно. Добро. Четворката ја го делиме тука и пак имаме ќе биде 3, да, ќе биде 3. да. И сега пак 3 по има 3 по 4. 4 е 12. 12. Пак имаме остаток, тоа сакав да кажам. Имаме 2 и 2 делено со 4 не може, имаме 23 со остаток 2. Така е. 2 делено на 4 множи, меѓутоа веќе ќе одиме во некои други децимали. Да. Да. Кој ще се за повисоко деление. Ако сакаме да направиме проверка, ќе биде 23 По по 4, 4 и плюс 2 Два. е еднакво на 94. 94. Лина, да те замолам ти да извадиш бројчиња, Ајде, Линче! а Дедоменде ќе решава. двуцифрен број. Ајде да Да, и решава! од кени две цифри, па како сакаш ќе го напишеш? Ќе решава Дедоменде? Ајде ќе решава! Да видиме Еве, да дали се решиме. сеќава уште. Јас 67. Ајде Дедоменде, Чекај, 67. Опа! Чекај сега да видиме. Да видиме, опа! Добре, ајде сега уште една цифра те молам. 67, така е, што ќе биде делителот. Да, Би Ова е сакала делението. да се дели на 3. ајде Дедоменде, леле колку лесна задача ти и измисли Лина. 67 Поделено делено со Со 3. три. 3. Јас Дедоменде ќе напишам, ајде само да го Ајде, изпишам, Линче! ево. А ти ќе ми кажеш како да решаваме, Ќе може ти да кажувам, видиме? ќе ти кажувам. Ајде, Ајде. делено со 3. 67 поделено со 3. Ајде По Дедоменде. шеската тројката колку пати е? Па не знам, ти кажи ни. 2 пати. Добро. Ајде. Ќе видиме дали е 2 пати. Проверка. Ќе се каже множењето. 2 по 3. Колку е? 6. Добро. Значи е точно Шест овде минус останува шест, 0. нула. И седмичка вако ја спуштиме Се префрла овде. долу. 7 Овде по нема 3 колку ништо. пати се содржи? 2 пати. 3 во 7 се содржи 2 пати. 2 пати. 2 пати. Проверка. 2 по 3 6. 7 минус 6. 1. И кој е резултатот, Дедоменде? 22. Со остаток. Остаток. Еден. Ќе правиме проверка. Ајде да направиме Ајде. проверка. 22. 22 Помножено со 3. помножено со 3 плюс 1 еднакво на 67. 66 плюс 7, 67. 67. Ова е многу едноставно. Со двоцифрени броеви нели многу едноставно. Се дели. Сакате да пробаме со трицифрени? Ајде да пробаме, баш ќе биде возбудливо. Ајде, Линче, побрза, имаме уште 2 минути. Уште 2 минути, па Уште две Дедоменде минути. за тоа време избери ти кои трицифрени броеви. Еве, можево да си замислам. Може. Да си точно. замислам. 999. 990 да го поделиме со што? Да Со го нула. поделиме Јас со... предлагам да го поделиме со нула. Ајде да го нула. поделиме Да, со нула. ајде да видиме Ајде колку со ќе биде. нула. Сам. Ајде. 999 поделено со 0. 990. Тоа Ајде. може, таблата ја сака само мојава рака, јас се Најверојатно. извинувам, да. 999. Се шегувам секако. 999 поделено со 0. И Колку пати Ајде, нулата се Дедоменде. содржи во деветката? Не знам. 0. Да? И другата деветка 0 и 0. сакаш да кажеш дека 999 делено на 0 е Е е 0. Со 0 не се дели. Така Со е. 0 не се дели. Така и научивме дека со 0 не се дели, а вие деца Пишувате. продолжете да си делите, да си вежбате, да си учите. Во учебникот на страна 99 има неколку задачки што би било многу полезно да ги решите како домашна задача. Време е за домашна по математика. Ајде, страна За која 99. оделение беше? За четврта? Четврто.